Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Починаа две новороденчиња стари 14 дена во село Слави, Кривогаштани. Обдукцијата ќе покаже што била причината за смртта на близнаците, но што велат соседите. Од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Прилеп констатирале дека освен слабите хигиенски услови, семејството добро се грижело за децата. Какви се извештаите од болницата Борка Талески Прилеп, каде починало едното бебе? Што за ова вели полицијата? Прилеп започнува да се подготвува за водици. Светиот крст ќе се положи во 10 часот во базенот на црквата Свето Благовоштение и во 12 часот во аквапаркот Салида. Пријавени се над 100 учесници. На 13 величенствени во категоријата млади ви го представуваме актерот Илија Волчески. Дали тој го заслужува вашиот глас за најмедиумска личност? Времето денеска зимско, но сончево со температура 7 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Отворете кој да било текст на нашиот портал и притиснете на банерот насловен 13 величенствени. И гласајте за луѓе и компании кои ставиле медиумски впечаток во 2024 година. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Кој е за вас најдобриот? Избираме заедно медиумски највпечатлива личност или компанија која дала најголем придонес во заедницата за 2024 и за која јавноста пројавила најмногу интерес. Но и за 5 млади луѓе кои ќе го привлечат најголемото медиумско внимание во 2025-та. Бидете и вие дел од манифестацијата на Радио Пела 13 величенствени. Заедно да ги избериме медиумски највпечатливите прилепчани. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филипуска. Две близначиња стари 14 дена починале вчера околу Планне, а јавниот обвинител од основното јавно обвинителство од Прилеп нареди обдукција за да се утврди причината за нивната смрт. Јавниот обвинител Стевчо Биноски изјави дека новороденчината, машко и женско, биле во тешка здравствена состојба. Семејството од домот во Кривогаштанското село Славеј повикало итна помош. Екипата на итна помош штом пристигнала и констатирала смрт кај едното бебе, другото го префрлила во Прилепската болница во тешка состојба каде починало. Семејството живеело во екстремно лоши услови и имало уште 3 деца. Обвинителот наредил да се изврши обдукција за да се утврди причината за смртта на новороденчињата. Но каква е сликата на терен? Што велат соседите каде живее семејството во селото Славеј кои ги загубија близначињата? Што вели нивниот дедо? Некни вечерта починало тоа машкото, вчера го несе на болница, исправно било, погрешка било лекарите, ама не знам, тие треба за ним големо. Зошто така? Зема некој динар, вака ја им помагам, што треба тоа. Излегуваме накрај. Ка не јадат со буската, лажат, како влезе да видиш топло. Секој може, се неќа луѓе, кој те сака те вели мене. Ами малески не знам дали бонки, што знам како, се да зна. А другото го насав вчера на болница, сестрата му клале инекција, погрешка почила. Како може погрешка поче? Женското на болница го несо живо. Јако дојде повлека, видо полиција, видо инспектори, таква работа. Према кажување на луѓево од превод од негрејање, како да кажам, таква работа.
немат и не хигиена, таква работа. Во сиромаштие, да. И од негрејање, да речем. Од огреб, од дрва, таква работа. Сиромашно до крај, што му помагале нешто така, пример валишта од деца од едно друго. А една година од што тука тие дојдени и гледаме дека жал ние на сите, разбираш. И тоа е. А друго да кажам дека не се вработени ни тој ни таја, а младо семејство се, дојдени со Долгаец. Од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Прилеп, кои го посетија семејството, велат дека хигиенските услови при првата посета биле лоши, но децата ниту биле ненахранети, ниту просторијата била ладна. Семејството користело детски додаток и додаток за трето дете. Таткото работел како аргат, а детето со својата работа придонесувал за скромниот живот во кој што живеело семејството. Јавната установа Меѓуопштински центар социјална работа Прилеп за немилиот настан кој што се случи за смртта на двете новороденчиња беше запознат од страна на официјални службени лица од МВР на ден 16.1., односно во текот на вчерашниот ден, по телефонска дојава. Првично бевме информирани дека станува збор за смрт на едно новороденче, а второто новороденче близнак се наоѓа во јавната установа Општа болница со проширена дејност Борка Талевски Прилеп, каде што му се врши реанимација. По добивање континуирана соработка и комуникација со службените лица од МВР и по добивање на нивно одобрение од нивна страна, од страна на стручен тим при центарот беше направен увид во текот на вчерашниот ден, беше направен увид во домот на семејството во село Славеј. Од направениот увид беше констатирано дека во семејството има уште 3 малолетни деца. Беа утврдени условите во кои што живеат, односно сакаме да нагласиме дека не станува збор за екстремно лоши и нехумани услови како што вчера првично беше пласирано. Туку напротив, родителите имаат стамбените услови се релативно добри, односно има простори за живење. Единствено што им недостасува беше хигиената во домот. Значи, хигиената во домот не е на завидно ниво, зборувам за во текот на вчерашниот ден. Што се однесува во однос на грижата за децата, домот беше затоплен, значи за време на нашата посета во домот беше топло. Запален оган, дополнително топлување со греалица. Во за децата имаше обезбедено доволно храна, децата беа со уредна надворешност, значи облечени, соодветно облечени и беа во присуство на нивниот дедо под татко, кој што во тој момент се грижеше за децата, додека родителите во текот на вчерашниот ден се наоѓа по други институции. Од страна на стручен тим и денес беше, во текот на утринските часови, беше повторно извршен увид во домот со цел да видиме што се случува со ова семејство. Исто така беше забележано, беше констатирано дека во однос на хигиената од вчерашната посета денеска имаше големо подобрување. Значи во домот беше средено. Не станува збор, значи зборуваме дека во однос на вчерашната слика, денешната слика е многу подобра. Децата беа со дедото, згрижени, нахранети, значи ние констатиравме дека има доволно храна, има средства за хигиена, децата беа весели, расположени. Значи во тој дел не станува збор дека запуштеност дека. Да. Освен зборуваме дека недостасува одржување на хигиената во домот. Од градската болница Борка Талевски информираа дека близначињата биле недоносени, родени во 34-та недела и по барање на мајката, новороденчињата биле испишани од болницата на 30 декември минатата година. Оттаму велат дека смртта настанала како резултат на премрзнување на бебињата.
Првото новородено машко се родило со тежина 1 кг и 970 грама, а второто женско со тежина 1 кг 780 грама. На 10 јануари 2025 година, по барање на мајката и со незин потпис, новороденчињата се испишани од болницата, велат од болницата. На 16 јануари во 10 часот и 45 минути на оделението за детски болести е донесено женското новороденче во тешка здравствена состојба како резултат на премрзнување. Според достапните информации, машкото новороденче е претходно починато дома од истата причина. По приемот на женското новороденче веднаш е преземена интензивна медицинска интервенција. Извршена е реанимација, новороденчето е интубирано, поставено во топли ќебиња и применети се дополнителни мерки за затоплување. И покрај сите преземени обиди од страна на медицинскиот персонал, состојбата продолжила да се влошува. Во 13 часот, за жал, е констатирана смрт на женското новороденче, соопштуваат од јавната здравствена установа Општа болница Борка Талевски Прилеп. А од полицијата само ја потврдија смртта на близначињата. Оттаму преку соопштение велат. На 16 јануари 2025 година во 11 часот од ОВР Прилеп, од Општата болница Прилеп, било пријавено дека во домот на ЗР 39 години и ВР 23 во село Слави, Кривогаштанско, починало неколку недели старо машко бебе, додека кај нив во тешка здравствена состојба била донесена неговата сестра близначка, која исто така починала околу 13 часот. Известен бил јавен обвинител и се преземаат мерки за расчистување на настанот. А Прилеп се подготвува за богојавление. Во црквата Свето Благовештение Светиот крст ќе се положува во Светите води во 10 часот, а во аквапаркот Салида во 12 часот. Во недела на 19 јануари на богојавление водици во 10 часот главниот водосвет со полагање на Светиот крст во водите ќе се одржи во базенот во дворот на црквата Свето Благовештение. Во светените води по положениот крст ќе влезат 22 деца. Најпрвин во 7 часот во црквата ќе се одржи Света архиерејска Василиева литургија, а рано утрото традиционално ќе бидат пуштени гулабите како символ на верата, надежта и љубовта. Фрлањето на крстот ќе се одржи и во 15 населени места. Со полагање на Светиот крст во водите, во организација на општина Прилеп, на базенот во аквапаркот во хотелот Салида, во 12 часот, 100 учесници ќе скокаат во светените води во базенот за да го фатат Светиот крст, по кој што се верува дека ќе му донесе здравје, среќа, благосостојба и берекет. Во 13 величествени во категоријата млади ви го представуваме актерот Илија Волчевски. Дали тој го заслужува вашиот глас за најмедиумска личност? Разбрав малку подоцна, номинациите излегле предходно. Баш бев во Битола гледав представа и се враќам по пат возев и ми звони татко ми вика отвори на Вибер. Викам возам дали е итно, дали да застанам нешто. Вика подзастани малку. И јас и мајка ми бевме в кола, застанувам и гледам, отворам на Вибер и ми вика, ма врти ми вика надолу, врти до крај. И вртам, се гледам, уствари јас, а најгоре не прочитав што е како така, е уствари така. за ово. И вртам надолу, се видов, јас и после застанав, прегледав се, за да ми стане јасно за што станува збор. Какво е чувство дека во твојот град некој медиум од твојот град всушност на некој начин дал значење на она што го работиш? Да, дефинитивно е незначајно, затоа што секогаш велиме дека на домашен терен е најголем притисокот и најтешко е да се оствари успех, затоа што сите мислам се познаваме луѓето од една страна и од друга страна постојано очекуваме некаков напредок. Без разлика од која област и за која личност станува збор, очекуваме некаков напредок, така што секогаш борбата на домашен терен е најтешка. Во секој случај Временска прогноза.
Времето денеска сончево со минимална температура -2 и максимална 7 степени Целзиусови. Во следните денови ќе преовладува стабилно време со позитивни дневни температури кои ќе бидат во постепен пораст. Утринските температури на секаде ќе бидат под нула. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, јануари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Дивески.